Здраво, мои пријатели, и добре дојде. Оно што ќе го слушнеш се најважните зборови што ќе ги чуеш во твојот живот. Тие зборови го објаснуваат односот меѓу Бог и човекот. Не е неопходно да ја поседуваш и книгата со слики, но ако ја имаш таа книга, таа ќе ти помогне да ја запомнеш пораката до оваа касета. Касетата може да ја сопреш во секое време за да размислуваш за работите што ги слушаш. Ние ти предложуваме најпрво да ја ислушаш без прекин целата касета, потоа врати се од почеток и слушај ја повторно. Од време на време сопри ја касетата за да размислуваш подлабоко за чуените зборови. Кога ќе го слушнеш следниот звук, тоа значи дека е време да се погледне на следната страна од книгата. Сега започни од првата страница. Во почетокот постоел единствено Бог. Не постоело ништо друго. Бог го создал светот и заповедал да засветли светлината. Тој го создал сонцето за да управува со денот и месечината за да управува со ноќта. Бог е добар и тој управува над се и со се. Пораката која вие ја слушате доаѓа од Божјата книга. Оваа книга е зборот Божи и таа книга ни кажува за Бог и неговите патеки. Таа содржи записи од многу и добро познати пророци. Бог ги сака сите луѓе. Божјата книга објаснува зошто Бог морал да се одвои самиот себе од луѓето кои ги сака толку многу. Таа книга исто така објаснува како Бог направил план за да ги врати луѓето назад кај него, за да бидат негови пријатели и тој да биде нивни татко. Оваа книга е наречена Библија. Бог создал се. Преку зборовите што тој ги изговорил, тој рече, нека биде и беше како што тој рече. Тој проговори и го создаде небото. Тој рече и го создаде морето. Тој зборуваше и земјата беше создадена. Потоа тој ги создаде сите живи суштества на истиот начин. Рибите во водата, птиците во воздухот и сите останати животни. На овој начин, преку збор, Бог воведе се во постоење и во суштествување. Бог беше задоволен со се што тој создаде. Се што Бог создаде беше добро. Сето создадено беше многу добро. Бог го создаде првиот човек од земјан прав, а првата жена од реброто на мажот. Тој ги нарече нив Адам и Ева. Бог ги љубеше Адам и Ева. Тој им даде авторитет и контрола над се што тој создаде. Тие беа Божи пријатели. Бог создаде за нив прекрасна градина за да живеат во неа. Тој разговараше со нив таму. Тој им даде дозвола да јадат од секој плод во градината, освен од плодот од едно дрво. Но тие одбраа да бидат непослушни на Бог и јадеа од забранетиот плод. Тие сгрешија против Бог. Тие го скршија нивното пријателство со Бог и тој мораше да ги казни. Бог го мрази гревот. Тој ги истера надвор од убавата градина. Од тоа време, луѓето мораат да работат тешко за да добијат храна потребна за јадење. Гревот, односно непослушноста кон Бог, исто така донесе болка, страдање и смрт. Адам и Ева имаат два сина. Нивните имиња беа Каин и Авел. Каин беше љубоморен на Авел и еден ден го уби. Бог го казни Каин за извршената грешна постапка. Бог е многу ожалостен кога луѓето грешат. А грев е она што не разделува од Бог. Бог и човекот не можеа повеќе да го имаат тоа блиско пријателство кое Бог го посакуваше. Адам и Ева имаа и други деца. Поминаа многу години и генерации. Имаше многу луѓе и сите тие беа потомци на Адам и Ева. Секој од нив беше непослушен кон Бог. Тие стануваа се повеќе и повеќе грешни. Нивниот грев стана толку голем што Бог одлучи да ги уништи сите нив во голем потоп. Имаше само еден човек кој го љубеше и послушуваше Бог. Неговото име беше Ное. Бог му рече на Ное да изгради голем брод наречен Арка. Бог сакаше да ги спаси Ное и неговото семејство во тој брод. Ное потроши многу години на градењето на арката. Низ целото тоа време, Ное ги предупредуваше луѓето за нивните лоши постапки и за казната што Бог ќе ја прати. Луѓето не поверуваа во предупредувањата на Ное. Тие не сакаа да се одвратат од нивните зли патишта.
Бог донесе животни од секој вид кај Ное и Ное ги зеде нив во бродот. Тогаш Ное и неговата жена и нивните 3 синови, секој од нив со својата жена, исто така влегоа во бродот. Во арката беа само 8 луѓе со животните. Тогаш Бог ја затвори вратата. По 7 дена Бог испрати многу силен дожд и ја донесе водата од подземјата, од бездната. За 40 дена Бог ја поплави целата земја. Беше предоцна за било кого надвор од арката. Сите тие се удавија. Но Ной и неговото семејство беа безбедни во арката, бидејќи тие му веруваа и го послушаа Бог. Поминаа многу години и од потомците на Ное станаа многу племиња. Аврам беше еден од тие потомци. Тој беше човек кој исто така го сакаше и му беше послушен на Бог. Бог му вети на Аврам дека неговите потомци ќе станат голем народ. Аврам и неговата жена Сара се уште немаа деца во тоа време, но тие се уште веруваа во Божјото ветување. Кога тие беа многу стари, добија син, кога го нарекоа Исак. Бог вети да направи нешто многу посебно преку Исак и неговото потомство. Аврам имаше деца и со други жени. Едно од тие деца се викаше Исмаел. Тој стана татко на арапската нација. Потомците на Исак исто така станаа голем народ, наречен Израел. Еден од потомците на Исак беше Мојсей. Тој исто така веруваше и беше послушен на Бог. Бог го повика Мојсей на планината каде тој зборуваше со него. Бог му даде закони за да го поучува народот. Мојсей се сипна од планината со Божите закони запишани на камени плочи. Божите закони се за сите луѓе. Неговите закони се добри. Законите кои Бог му ги даде на Мојсей се за доброто на сите луѓе. Овие закони ни кажуваат дека ние постоиме за да го љубиме, обожаваме и слушаме единствениот и вистински Бог. Ние не треба да правиме идоли или да им се поклонуваме на тие идоли. Ние не треба да го користиме Божјото име на непочитувачки и недоличен начин. Сите луѓе треба да одвојат еден ден неделно за да се одморат и да го слават Бог. Децата треба да се послушни и да ги почитуваат нивните родители. Не смееме да убиваме, не смееме да вршиме прељуба, не смееме да крадеме, не смееме да даваме лажни изјави за други луѓе, не смееме да посакуваме нешта што им припаѓаат на другите луѓе. Во оние денови кога некој ќе сгрешеше, прекршувајќи ги Божите закони, тој требаше да жртвува јагне на Бог. Јагнето умираше наместо виновникот. Ова го подсетуваше виновникот дека е погрешно да се кршат Божите закони и дека тоа го прави Бог многу незадоволен. Јагнето беше символ на многу поголема жртва што ќе биде дадена покасно. Жртва која Бог самиот ќе ја даде. Таа жртва ќе ги земе гревовите на сите луѓе кои ќе ја прифатат Божјата жртва како жртва за нивните гревови. Бог планираше да го прати Исус во светот, да стане жртва за гревовите на сите луѓе. Бог им го кажа ова на неколку од своите пророци, а тие пишуваа за ова во Библијата. За Исуса беше кажано: погледнете го јагнето Божјо кој ќе ги понесе гревовите на светот. Исус беше роден на многу чуден и посебен начин. Ангел од небото беше пратен кај младата девица по име Марија. Марија беше свршена со човек по име Јосиф. Ангелот ти кажа на Марија дека Бог ќе направи таа да остане бремена без да има контакт со маж. Марија знаеше дека Бог има моќ да ги направи небесата и земјата со изговарање на збор. Таа знаеше дека Бог може да го направи она што тој го рече и дека тоа ќе го направи, и таа му веруваше. На посебен начин Бог беше таткото на Исус. Ангелот исто така му се јави и на Јосиф во сон. Ангелот му објасни на Јосиф дека Марија не спиела со друг маж, но дека Бог прави нешто посебно во нејзе и во низината утроба. Тој ги упати Јосиф и Марија да го наречат детето Исус, што значи Спасител. Јосиф го послуша Бог, не спиеше со Марија се додека бебето не беше родено.
Во тоа време кралот побара сите луѓе да се вратат во градот на своите предци, за тој да изврши попис на населението. Марија и Јосиф требаше да патуваат во градот Витлеем. Кога пристигнаат таму, никој немаше соба за нив. Сите куќи беа полни со луѓе, па тие мораа да се сместат онаму каде што се чува добитокот, во шталата. Таму Марија го роди бебето Исус. Таа ноќ ангел им се јави на некои пастири кои ги чуваа своите стада во блиското поле. Ангелот им кажа ним дека ова посебно дете, кој ќе биде спасител на луѓето, се роди во близината. Тогаш одеднаш многу ангели се појавија на небото пеејќи и славејќи го Бога. Пастирите отидоа да го видат тоа посебно дете. Тие им кажа на луѓето од околината како ангелите им се јавија. Во Библијата не ни е кажано многу за раниот живот на Исус. Кажано ни е дека Марија и Јосиф го однесоа бебето Исус во Египет, кога некој се обидуваше да го убие тоа свето бебе. Потоа тие се вратија во Израел, во градот Назарет. Исус растеше во мудрост и сила и милоста Божја беше над него. Кога Исус имаше 12 години, Марија и Јосиф го одведоа во Ерусалим. Тој зборуваше за Бог со учителите и водачите на Израел. Тој ги слушаше нив, прашуваше и одговараше на прашањата. Сите тие беа изненадени од неговото големо знаење за Бог. Кога Исус имаше околу 30 години, тој почна да ги учи луѓето за Бог. Многу луѓе поверуваа во неговото учење и тој стана многу добро познат насекаде. Исус имаше голема сила од Бог за да прави чуда. Тој беше способен да исцелува слепи луѓе. Тој проговори на мртви луѓе и тие се враќаа во живот. Тој одеше дури и по површината на морето. Тој направи многу големи чуда во присуството на многу луѓе за да докаже дека тој е испратен од Бог и дека има авторитет од Бог. Тој ќе кажеше збор и ќе се случеше како што тој кажа. Исус беше многу посебен и многу луѓе тоа го знаеја. Исус направи многу прекрасни работи и многу луѓе го следеа него. Исус беше љубезен, ги исцелуваше болните и поучуваше за Божиот пат. Исус беше добар. Исус не направи грев. Исус секогаш правеше само она што Бог го бараше од него да го прави. Тој дојде да ни ја покаже Божјата љубов и да ги придобие луѓето повторно да го следат Бог и да одат по Божите патишта. Но таму имаше влијателни религиозни водачи кои што беа љубоморни на Исус. Тие не сакаа да признаат дека и тие го кршеле Божиот закон и дека се грешници како и останатите луѓе. Нивните срца беа тврди и тие не сакаа да поверуваат дека Исус беше пратен од Бог. Тие кажуваа лаги за Исус, па дури и го уапсија и затворија. Тој беше тепан. Војниците ставија круна од трње на неговата глава и му се исмеваа. Исус можеше да им се спротивстави и да ги запре, но тој не се спротивставуваше. Тој дојде на светот за да постане жртва за грев. Неговиот живот требаше да биде жртвуван за гревовите на сите луѓе. Исус ја зеде на себе казната што ја заслужија луѓето. Војниците го приковаа Исус на дрвен крст. Тогаш тие го исправија крстот на земјата. Исус висеше се додека не умре. Во тие денови беше обичај на овој суров начин да се убијат најлошите криминалци. 20 криминалци исто така беа ставени на крст тој ден. Но Исус не беше криминалец. Тој беше невин. Тој не направи ништо лошо. Тој ден тој умираше за гревовите на другите луѓе, а не за својот собствен грев. Тој умираше за гревовите на луѓето кои беа живи тогаш, но исто така и за гревовите на луѓето кои ќе дојдат подоцна. Неговата смрт ги зеде гревовите на сите кои сакаат да се одвратат од своите грешни патишта и кои ја прифаќаат неговата жртва како своја жртва. Кога Исус умре, тој направи совршена жртва. Тој плати за гревовите на сите луѓе со неговата безгрешна крв. Бог кажа дека сите други жртви повеќе се непотребни, бидејќи Исус ја направи совршената и целосна жртва од Бог. Исусовите непријатели мислеа дека го уништија него, но тоа не беше така.
Откако Исус умре на крстот, богатиот пријател го положи телото на Исус во неговата нова пештера за погреб. Тие го затворија влезот на пештерата со голем камен. На третиот ден, рано наутро, некои жени дојдоа до пештерата за да извршат погребен обичај според правилата. Беа многу изненадени кога видоа дека каменот беше тргнат настрана, а Исус не беше таму. Изненадувањето беше уште поголемо кога ги видоа двата ангела кои им рекоа дека Исус е жив. Овие Божи гласници многу јасно им кажа дека Исус воскреснал од мртвите. Откако Исус воскресна од мртвите, тој почна да ги посетува некои од своите ученици. Тој зборуваше со нив и јадеше со нив. Тома, еден од неговите ученици, слушна зова и не можеше да поверува дека Исус е повторно жив. Тој рече: се додека не ги видам неговите рани од клинците и не го допрам, јас нема да поверувам. Исус дојде повторно кај оваа група, но овој пат кога Тома беше таму. Исус му се обрати директно на Тома и Тома падна долу на своите колена пред него, верувајќи во Исус. Исус му рече: ти поверува, бидејќи ме виде. Блажени се оние кои не ме виделе, а сепак веруваат во мене. 40 дена, откако Исус воскресна од мртвите, тој им се појавуваше на луѓето. Многу луѓе го видоа и знаеа дека тој е жив. Но дојде време за Исус да се врати на небо. Тој ја заврши работата за која беше дојден да ја изврши. Исус им кажа на своите следбеници дека тие треба да одат и да кажат на секого и на секаде дека тој направи чудо. Токаш додека многу од неговите следбеници гледа, Исус се подигна од земјата и одеше се повисоко и повисоко, се додека не отиде во облаците и не исчезна од нивниот поглед. Во тој момент се појавија два ангела. Тие им кажа на учениците дека еден ден Исус ќе се врати на истиот начин на кој и си замина. Исус е сега на небо, припремајќи место за сите оние кои ќе веруваат во Него и ќе го следат Исус. Исус направи пат за нас, за да дојдеме кај Бог. Зошто Исус умре на крстот? Исус умре на крстот за да ги спаси грешниците од казната за гревот. Исус никогаш не сгреши. Тој умре за да ги земе гревовите кои нас не одвојуваат од Бог. Крстот не подсетува дека Исус беше неосквернетото, свето, безгрешно и чисто јагне Божјо. Тој беше жртвуван за нас. Кога ние поверуваме во Исус и се каеме за своите гревови и се одвратуваме од нашите гревови, Бог ги простува нашите гревови. Исус не направи Божи деца, негови пријатели. Кога Исус беше жив, тој кажуваше многу приказни за да им помогне на луѓето да ги разберат Божите патишта. Тој поучуваше дека има два пата. Секој од нас почнува на широкиот пат на гревот, кој води кон уништување и казна. Сите ние имаме грешна природа што ја наследивме од првиот човек Адам. Ние сгрешивме правејќи работи кои не го задоволуваат Бог. Исус кажа дека ние треба да го оставиме широкиот пат и да влеземе низ тесниот пат кој води кон Бог во небото. Ние можеме да влеземе на тесниот пат само преку Исус Христос. Ние влегуваме со кајање за нашите гревови и со прифаќање дека жртвата на Исус Христос направена на крстот беше за нашите гревови. Зошто да не разговараш сега со Исус од твоето срце? Во молитва кажи му: Боже, ти си голем и свет, но тебе ти признавам дека јас грешев. И јас верувам дека Исус умре на крстот за да го плати мојот грев. Те молам, прости ми, очисти го моето срце и направи ме едно од твоите деца. И јас сакам да го следам патот на Исус и да дојдам да живеам со тебе во небото кога ќе умрам. Ти благодарам, татко. Амин. Исус ги прифаќа луѓето од сите племиња, нации и јазици. Кога тие ќе поверуваат во Исус, сите тие стануваат деца Божи. Иако тие се од многу нации и култури, сите тие припаѓаат на едно семејство, на Божиото семејство, сите заедно обединети поради Исус Христос, нашиот Господ. Тие се на тесниот пат
кој води во небото. Една ноќ, еден религиозен учител по име Никодим дојде да разговара со Исус. Исус му рече нешто многу необично. Исус рече дека секој кој сака да припаѓа на Божјото семејство треба да се роди повторно. Кога ние влегуваме во семејството на нашите родители, ние сме родени во него. Кога ние влегуваме во Божјото семејство, тоа е како да се родиш по втор пат. Првото раѓање е физичко раѓање, второто е духовно раѓање. Ние немаме сила да се промениме себе си. Светиот Дух ни дава нов живот кога ние ќе поверуваме и го следиме Исус. Ние стануваме нови луѓе, Божи луѓе. Пред Исус да се врати на небото, тој им вети на своите ученици дека ќе им го прати дарот на Божиот свет Дух. 10 дена, откако Исус се врати на небото, беше еврејскиот свет празник. Еврејскиот народ, кој живееше во многу други земји, доаѓаше во Иерусалим да го прослави овој празник. Учениците на Исус Христос беа исто така таму, сите заедно на едно место. Одеднаш, Божиот свет Дух дојде и ги исполни учениците како што Исус им вети. Евреите од сите тие други народи беа изненадени кога учениците почнаа да говорат на сите нивни јазици за прекрасните работи што Бог ги направи. Божиот Дух е моќен. Сега, Светиот Дух живее во сите вистински христијани и им дава сила да го сакаат и да му бидат послушни на Исус. Пред една личност да поверува во Исус, таа е како човек кој оди во мрак. Тој се сопнува и често паѓа во грев, бидејќи тој нема светло кое би го водело. Кога ние веруваме во Господ Исус, ние стануваме како човек кој оди по прав пат во сончев ден. Исус рече: "Јас сум светлината на светот. Ако човек ме следи мене, тој нема да оди во темнина." Бог го дава својот свет Дух да им помага и да ги поучува сите верници за неговиот пат на животот. Христијанинот е нова личност и сака да биде послушен на Божиот збор. Тој е благодарен што Бог го простил неговиот грев. Верникот во Исус Христос не смее да врши прељуба, да се тепа, да краде или да обожава и да им се клања на идоли и на други богови, односно духови. Светиот Дух му дава сила на верникот да се одврати од лошите работи и да прави добри работи. Кога семејството оди по Божиот пат, тогаш мажот ја сака својата жена, а жената го почитува својот маж. Ова е она што Божиот збор го заповеда. Тие си помагаат и се охрабруваат еден со друг и ги поучуваат нивните деца да го сакаат Бог и да му бидат послушни на Божиот збор. Христијанското семејство се моли и работи заедно за слава на Господ Бог. Исус ги учеше своите следбеници да ги сакаат сите луѓе, па дури и своите непријатели. Ние треба да му помагаме на секој кој е во потреба, дури и на луѓето од другите нации и религии. Исус кажа приказна за човекот кој патуваше во друг град. Крадците го нападнаа и го претепаа. Човекот од друга религија го најде тешко повредениот патник. Тој му помогна на човекот бидејќи беше во потреба. Тој не побара ништо да му се плати. Исус рече дека и ние исто така треба да правиме добри работи како овој човек. Некои луѓе се во контакт со сотоната или со злите духови. Им веруваат на идолите и на мајлиите пред тие да станат следбеници на Исус Христос. Следбениците на Исус Христос не треба да бидат пријатели со лошите зли духови. Ние не треба да се плашиме од нив или да им служиме на тие зли духови. Господ е многу помоќен од сотоната, од злите духови, од идолите или од амајлиите. Христијанските верници се ослободуваат од се што му припаѓа на сотоната или на злите духови. Ние верните не треба да се плашиме од сотоната. Ние треба да бараме само Бог да ни помага и само Тој да не штити. Еднаш беше еден човек кој беше исполнет со зли духови.
Јажината и стинџирите не можеа да го задржат, бидејќи демоните кои беа внатре во него беа многу силни. Исус им заповеда на демоните да излезат од човекот и тие излегоа. Овој човек беше ослободен од моќта што духовите ја имаа над него и отиде да им каже на своите пријатели што Исус направи за него. Исус има многу поголема сила отколку злите духови. Тој ослободил многу луѓе од нивната контрола. Сатаната и злите духови мора да му се покоруваат на Исус. Сатаната често пробува да ги искушува Божите деца да престанат да го следат Господ Исус Христос. Сатаната сака ние да го заборавиме Бог и Божите патишта и тој сака да не искушува со работи како што се пари, убава облека, цигари, неморалност и силни пијалоци. Сатаната сака ние да поверуваме дека овие работи се многу поважни од Бог. Тој сака ние да веруваме дека овие работи ќе не направат среќни, но Сатаната е лажец. Тој настојува да не измами и да не сврти против Бог. Светиот Дух ќе ни помогне да се спротивставиме на искушенијата кога ние веруваме во Господ Исус Христос и го следиме Христовиот пат. Исус ја кажа оваа приказна. Млад човек го напушти својот дом, замина далеку и направи многу лоши нешта. Тој изврши прелюба, ги потроши сите пари што неговиот татко му ги даде и многу сгреши. Откако неговите пари завршија, дојде голем глад и тој стана многу сиромашен и многу гладен. Тој жалеше за своите гревови и се ја врати кај својот татко да бара опростување. Неговиот татко го сакаше многу и го прими младиот човек повторно назад. Ова приказна ни покажува дека ако сгрешиме, мораме искрено да жалиме и да се свртиме од своите гревови. Бидејќи Бог не сака многу и поради жртвата што Исус ја направи за нас, Бог може да ги прости сите наши гревови и да не прими повторно назад. Што треба да прават Божите луѓе кога ќе се разболат? Тие можат да се молат на Бог во името на Исус Христос и да веруваат дека Бог ќе го направи она што е најдобро за нив. Тие не смеат да се молат на било што друго или да бараат помош од магии или амајлии. Бог е способен да го исцели болниот човек ако е тоа неговата волја или да му помогне да најде прав лек. Бог не сака и се е под контрола негова. Тој не дозволува да се случи ништо надвор неговата контрола во животот на неговите деца. Бог ги штити неговите верници од сатаната, па затоа ние не треба да се плашиме. Исус е со нас за да ни даде мир во нашите неволји. Ние сите знаеме дека еден ден ќе умреме, но што се случува со нас тогаш? Библијата, Божиот збор вели дека кога христијанинот умира, неговиот дух оди за да биде со Господ Исус Христос. Неговите пријатели не треба да бидат надвладеани со жалост. Ние не треба да се плашиме од смртта, бидејќи ние знаеме дека Бог не сака и не спаси од гревот преку нашата вера во Христос, оној кој е жртва за нашите гревови. Неверниците ја немаат оваа прекрасна иднина на вечниот живот со Бог по нивната смрт. Тие одат на местото за казна, бидејќи тие го имаат отфрлено Божиот пат. Секој дел од нашето тело има своја задача. Окото е за гледање, увото е за слушање, а устата е за зборување и јадење. Сите делови на телото работат заедно. Ако еден дел од телото е болен или повреден, целото тело чувствува. Бог вели дека верните се дел од едно тело од црквата Христова. Господ Исус Христос е глава на тоа тело. Во тоа тело Бог има работа за секој еден христијанин. Пример, проповедање, пеење, поучување, работа во земјоделието или готвење. Секој мора да работи за Господ Исус да помогне целото тело да биде силно. Сите верни мора да се сакаат еден со друг и да работат заедно, или телото нема да биде силно. Сите верници треба да настојуваат да се среќаваат редовно со другите верници, за да го слават Бог. Ние учиме од Библијата, пееме песни и се молиме. Исто така ние треба да донесуваме дарови за делото Божјо.
Бог исто така ни заповеда да се сеќаваме за смртта на Господ Исус Христос. Неговиот народ дели леб и вино причест. Лебот не подсетува на телото на Исус кој беше скршено за нас на крстот. Виното не подсетува на неговата крв што беше пролеана за да не измие од гревот. Ние се сеќаваме на неговата смрт на овој начин, се дека тој не се врати повторно на земјата. Еден ден Господ Исус изненадувачки ќе се врати повторно на земјата од небото, исто како што тој ветил. Тој ќе дојде за да го земе целото Божјо семејство на небо. Исус ќе ги воскресне сите Божји луѓе кои умреле. Нивните гробови ќе бидат празни. Божите луѓе кои ќе бидат се уште живи ќе одат заедно со нив на небо. Сите ние ќе го сретнеме Господ Исус Христос во воздухот и ќе останеме со него за секогаш. Неверниците ќе бидат оставени за да се соочат со Божјиот суд. Ние не знаеме кога Исус ќе се врати, но треба да бидеме спремни и да го чекаме него и неговото второ доаѓање. Како што плодоносното дрво создава плодови, така Божиот дух создава добри плодови во животот на верникот. Исус рече: Јас сум лозата, вие сте прачките. Ако вие останете во мене и јас во вас, вие ќе донесете многу плодови. Божиот свет дух живее и работи во нашите срца. Плодот што тој го создава во нас е љубов, радост, мир, стрпливост, љубезност, верност, понизност и самоконтрола во нашите животи. Ако гранките од дрвото не носат плодови, тие се отсекуваат, тие умираат и се спалуваат. Следбениците на Исус треба да создаваат многу плодови. Ова го прославува и го почестува Бог, нашиот небесен татко. Исус им кажа на своите следбеници дека тие треба да одат и да им кажат на другите луѓе за прекрасната вест, дека и тие можат да бидат спасени од гревот и од вечната казна. Многу луѓе се збунети со она што мислат дека христијаните веруваат. За нив тоа е голема тајна. Тие можеби мислат: зошто се овие луѓе толку различни? Зошто се однесуваат на начинот на кој се однесуваат? Кои се нивните мотиви? Ако си ти христијански верник, ти треба да им помогнеш на другите да разберат дека оваа радосна вест од Библијата е за секого. Божиот свет дух ќе ни помогне да имаме мудрост и храброст додека го следиме Исус Христос. Мој пријателе, јас верувам дека оваа касета беше интересна за тебе и ќе помогне да разбереш подобро што вистинските христијани веруваат и начинот на кој тие се однесуваат. Ти може би сакаш да се вратиш назад и да ја слушаш оваа касета повеќе пати. Запри ја касетата на било кое место и размислувај за овие важни зборови. Прашај се себе си: дали јас го следам Божиот пат како што би требало? Дали јас дозволив жртвата што Исус ја направи на крстот да стане жртва за моите гревови? Разговарај преку молитва со Бог од твоето срце. Тој ги сака сите луѓе, тој те сака тебе. Амин.